Во рамки на вестите на КТВ продолжуваме со разговорите со кандидатите за градоначалници во општините од Вардарскиот регион. Наш следен гостин во вестите е кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ и коалицијата Стојанче Николов од Росоман. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Пред се ви благодарам на поканата. Би сакал да испратам еден поздрав до вашите гледачи, но и до моите сограѓани на општина Росоман. Така, вие сте млад, влегувате во политиката. Кој беше главниот мотив да ја прифатите кандидатурата од која што ја добивте од Социјалдемократскиот сојуз? Значи, јас главен мотив пред се ми беше затоа што живеам таму, пораснав во општина Росоман и сметам дека општина Росоман има потенцијал да се развива, да се унапредува. Во разговор со пријателите, со моите блиски, со моето обкружување, видов дека можеме сите заедно општина Росоман да ја изведеме на еден добар пат, на една позитивен пат, каде што младите ќе ги задржиме, ќе останат во Росоман и Росоман ќе се развива на позитивно. Така, како го оценувате досегашниот развој на општината од нејзиното основање? Па, до сега секој градоначалник, секоја локална самоуправа што била во нашата општина, во рамките на своите можности, во рамките на буџетот кој што го имале, бидејќи буџетот се менувал во различни периоди, сметам дека секој направил колку што може. И сакаме вака јавно да им се заблагодарам на сите досегашни локални самоуправи, но ние сме тука да зборуваме за еднината, за промени на подобро. Така. Токму и тоа е следно што сакам да ве прашам, што им ветувате еве на граѓаните, каква обврска земате, што ќе понудите во првите 100 дена, што ќе биде она што ќе може да го видат граѓаните веднаш што ми ја добиете поддршката и почнете со работа како градоначалник. Значи, во првите 100 дена, прво што ќе направиме, мораме да го креираме буџетот за 2022 година. Тоа го планираме да го правиме заедно со граѓаните, заедно со сите активни здруженија кои што функционираат на територијата на општина Росоман, односно партиципативно учество на граѓаните во креирањето на буџет. Тоа е првата работа која што мора да ја направиме. Потоа има многу започнати проекти од досегашната локална самоуправа кои што ние треба да ги реализираме. Има веќе обезбедено и средства за реконструкција на улици. Има моментално се работи на бунар во село Паликура. Исто така мора веднаш да решаваме проблеми комунални од помал обем. Еве, во средбите со граѓаните видов дека во местото викано Петите чешми има проблем со канализацијата, во кај пругата во долната зона исто така има проблем, значи тие мораме приоритетно веднаш да ги решаваме. Ќе инициираме веднаш формирање на здруженија, кои што потоа ќе ни бидат партнер во работењето на општината и се што можеме во првите 100 дена ќе изреализираме во делот на инфраструктурата, чистење на патишта, реконструкција на улици со тие веќе обезбедени средства, осветлувањето во населените места и во Росоман и се друго што можеме да направиме во првите 100 дена. Така. И исто така ќе се припремаме, ќе работиме на проекти кои што нели ќе ги реализираме во 4 години. 4 години мандат, тоа е борбата во оваа предизборна кампања. Програмата веќе е готова, ја пишувавте со она што доаѓа од граѓаните или партијата ја сработи, ја треба да ја реализирате вие како нејзин кандидат, или сепак тоа се проекти кои што ги бараат граѓаните, жителите на Росоман? Значи, ние целата програма ја пишувавме заедно со нашите сограѓани. Испаднавме на терен, ги слушнавме нивните потреби, нивните проблеми и врз основа на тоа што тие го кажаа пред нас, ние изготвивме решенија во кои што се офатени сите наши сограѓани. Значи, програмата е испадната од терен од самите граѓани. А јас и мојот тим сме должни да ја реализираме таа програма во наредните 4 години. Еве во оваа прилика да издвоиме, нели, вам кажавме дека во првите 100 дена ќе се опфатат проекти од инфраструктура, водоснабдување и така натаму. Што е она друго што содржи програмата, се проекти за подобри услови за живот на жителите, како во Росоман, така и во останатите населени места? Значи, доколку ми дозволите, би сакал да ги кажам 5 столба на кои што е изградена, да речем, нашата програма. Еден од и главен проблем во Росоман е проблемот со водоснабдувањето, посебно во горната зона на Росоман, во село Манастирец и во село Рибарци, и како што кажам, во Паликура веќе се работи на проблемот. Значи, ние имаме веќе некои решение со Кавадарци, кое што е добро, меѓутоа не ги задоволува реалните потреби на нашите сограѓани и затоа планираме во соработка со општина Кавадарци да го видиме договорот кој што е направен, односно тоа се одлука на советите, да го на некој начин ревидираме
за да имаме сигурен договор со кој што ќе го решиме проблем. Меѓутоа, ќе се насочиме и кон барање на нови извори на вода. До сега има направено веќе некои анализи во делот помеѓу Мрзен и село Сирково. Има некои анализи дека има некоја вода која што доколку со проект ја пронајдеме, мислам дека ќе биде доволно да ги задоволиме потребите на општина Росомон. Значи комплетно да го решиме проблемот со водоснабдувањето. Тоа е еден од главните приоритети кои што мораме да го решиме. Втор столб на кој што се подпира нашата програма е патната инфраструктура. Значи предвидуваме реконструкција на улици во Росомон, мислам во сите населени места, Манастирот, Цирково, Паликура. Меѓутоа предвидуваме и пробивање на нова улица во Росомон, од улица Пролетарска до улица Гоце Делчев. Исто така влезот во село Манастирец е во навистина од кај Кавадарци, од кај пругата. Мора таму да изготвиме идено решение, бидејќи не е безбедно при влезот. Во село Трстеник имаме предвидено реконструкција на главната улица, но и реконструкција на мостот. Потоа предвидуваме ќе изградиме и нови полски патишта, ќе ги реконструираме постојаните, но ќе ги изградиме и нови. Она што ми е приоритетно и важно и што ќе започнеме во првите 100 дена е чистење на влезовите во сите населени места. Значи тоа граѓаните најмногу го бараат заради безбедност. Мораме најмногу внимание да обрнеме на чистење на патиштата, на локалните патишта и тоа редовно. Значи тоа се еден од клучните, да кажам, проблеми во инфраструктурата. Значи ќе има реализација на нови улици, изградба на нови улици во сите населени места. Значи ќе градиме паралелно сегде и во Росман, и во Манастирец, и во Сирково, и во Рибрци, значи сегде. Третиот столб на кој се подпира нашата програма е атмосферската канализација. Значи веќе е започнато со изградба на некои краци од досегашната локална самоуправа и од претходно. Значи сакаме во наредните 4 години да ја направиме таа атмосферска канализација, затоа што сега имаме навистина проблем при поголема вода, при поголеми дождови, водата влегува во фекалната и во долната зона на Росомон се поплава. Значи тоа мораме да го решиме и тоа е еден од главните приоритети за во наредните 4 години. Исто така предвидуваме и формирање, и градење на една индустријска зона, значи во соработка со владата, во соработка со општина Градско, но и во соработка со општина Кавадарци, предвидуваме изградба на индустријска зона, која што ќе инфраструктурно ќе ја спремиме, за да може да дојдат инвестиции, но и нашите локални бизнисмени да ги шират своите бизниси. Еви од теренот, од средба со бизнисмени, во Росман за пофалба имаме фирми кои што се извозно ориентирани, меѓутоа за да го зголемат својот капацитет, ние мораме да им обезбедиме соодветни услови. Сметам дека со индустријската зона која ќе изградиме, ќе отвориме шанса и можност за бизнисите, но ќе отвориме и нови работни места и еден од моите главни приоритети, младите ќе ги задржиме во општина Росомон. Одма би преминали на петиот столб, а тоа е, би рекол, еко општина. Значи, прво што мораме да направиме за здрава животна средина, ние мораме да ги зголемиме надлежностите на јавното комунално претпријатие. Тоа би значило повеќе луѓе, значи секој населено место да се одржува и да се чисти редовно. Ќе набавиме нови возила за собирање на смет, за метење. Значи тоа е како еден од главните и најбитните, значи најбитна ни е животната средина. Значи во тој дел ќе ги зголемиме надлежностите, ќе обезбедиме возила, ќе обезбедиме луѓе кои што ќе работат и општината во наредните 4 години ќе добие навистина еден убав, еден чист лик. Дали сите овие 5 столба се проектирани со финансии само од буџетот на општина Росомон или тука е и она работење проекти, поддршка од агенции, институции, конкурирање пред странски фондации и така натаму? Значи, со оглед на тоа, на големината на нашиот буџет, барем за оваа година, е мал и затоа ние ќе мораме овие сите средства да ги обезбедиме од фондови, од влада и од други релевантни места. Веќе ние преговараме, иако не сум кандидат, се извинувам, иако не сум градоначелник, веќе и преговараме со релевантни лица за кога ќе влеземе во општината, кога ќе влезам како градоначелник, да ние веднаш ги обезбедиме тие средства. Кога мислам веднаш, не мислам утре денот кога ќе станам градоначелник, туку во наредниот период. Значи веќе сме во преговори, работиме, се екипираме за да веднаш почнеме со обезбедување на средства за сите овие проекти. Реално со нашиот буџет никогаш нема да можеме целосно да ја реализираме оваа програма, но со помош од владата, со искористување на мерките, со искористување на фондовите, ние сметам дека за 4 години
најголем дел од овие проекти, мислам и во целост ги реализира. Земјоделски крај е цела општина, значи главно занимање е земјоделството. Што планирате како иден градоначалник, доколку добиете поддршка, да помогнете, иако не е во надлежност земјоделството на локалната самоуправа, меѓутоа како ќе помагате на земјоделците? Пред се, земјоделците во мене ќе имаат вистински сојузник и вистински партнер. Мојата идеја во делот на земјоделието е ние мораме да формираме здружение пред се. Здружение кое што ќе се бори заедно со мене за нивните права, значи ќе ги застапува нивните права. Потоа во тренд е сега формирање на земјоделски задруги. Затоа јас прв ќе иницирам да се формираат такви задруги во нашата општина, земјоделски задруги, каде што земјоделците заедно здружени ќе се организираат и ќе се обезбедуваат и значи кога ќе функционираат заедно во таа земјоделска задруга, тие ќе можат и полесно да добираат и до средства, до едукација на земјоделците, до се. Значи кога се заедно, тоа е подобро. Значи постојано ќе бидам во комуникација, затоа за да ние имаме комуникација, најдобро е тие да се организираат во земјоделски задруги, во здруженија, за да заеднички сите ги застапуваме интересите на земјоделците. Подпишавте пред почетокот на кампањата Кодекс за фер и демократска кампања, фер демократски избори. Како ја оценувате атмосферата сега во Росоман? Задоволни ли сте од тоа како протекува кампањата, иако сме веќе на самиот почеток? Задоволни ли сте од тоа како се однесуваат вашите против кандидати? Сметам дека до сега кампањата се одвива навистина фер и коректно, и од моја страна, и од страна на моите против кандидати, и тоа е за пофалба. Се надевам дека ќе продолжиме така и до крајот, до самиот ден на изборите, бидејќи навистина сметам дека не треба граѓаните да ги заморуваме со негативни работи, со негативна енергија, туку сметам дека треба да испаднеме, да им понудиме програма, решенја и да ги оставиме самите на 17-ти да одлучат за кого ќе гласа. Мислам дека така е најфер и најчестно спрема нашите сограѓани. Се надевате ли на мнозинство во Советот, бидејќи тоа е еден од главните услови да може еден градоначалник успешно да реализира она што ќе го вети пред граѓаните? На нашата листа имаме навистина квалитетни луѓе кои што можат да допринесат за развој на општината и верувам во мнозинство на нашата листа. И убеден сум дека ќе имаме мнозинство на нашата листа. Господин Николов, на крај од ова кратко интервју во вестите, која ќе биде пораката до граѓаните, оние кои што треба да одлучат кому ќе ја дадат поддршката на 17 октомври? Па еве вака, почитувани сограѓани, во изминатиот период ве посетивме сите, но во периодот кој што ќе следи, ќе испаднеме пред вас со нашата програма и со нашите решенија. Ние нудиме развој, економски развој на нашата општина, нудиме иднина и нудиме визија за нашата општина. Вие ќе имате шансата на 17-ти да одберете иднина за вашите деца и за сите вас. Затоа ве повикувам на 17 октомври испаднете и дадете го вашиот глас за број 12 за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за мене како кандидат и за советничката листа на мојата партија. Господин Николов, благодарам за учеството во вестите. Ќе следиме и понатаму кампањата и се до денот на изборите. И благодарам уште еднаш, се надевам дека имаме можност повторно да разговараме и да се видиме.